Оние што на сиот глас се перче, изигрувајќи среќни луѓе, беа најголемите лажговци. Еднаш имав прилика да видам еден таков делија на дело. Проклет да бидам. До тогаш тој толку многу беше приврзан за домот и управата. Тој ден се колнам, само дел од секунда му требаше. Тоа беше квечерина, по вечера. Го фрлавме ѓубрето. Никаквецот беше раководител на хигиенското одделение. Проклет да бидам, сосема заборави на својата карактеристика. Овој пат токму се случи обратното. Тој што беше одреден да не чува, да припазува на нас недобрите, ја дувна без збор. Такво улаво, безглаво бегање се уште не сум видел. Веројатно тој ја вчудовиди управата. Сигурно никој не очекуваше едно такво одвратно лицемерство. За вистината, не оти некој пак ќе речеше премногу се возбуди. Напротив, рекоа ништо. Која мајка ќе оди, ќе се врати? Проклет да бидам. Толку многу се молев за тој никаквец да не се врати. Наскоро почна општа ревизија во поглед на карактеристиките. Едни се прогласуваа за старени, неполни и се пишуваа нови. И беше право. Не остана место за никаква доверба. Проклет да бидам. Се требаше од почеток. Истите лаќи, истите лошотилаци, истите понижувања, истите ништожности за да се дојде до подобра карактеристика. Со векови траеше тоа пишување и препишување на карактеристики. Оној несреќник на вистина се врати. Проклет да бидам, уште на другиот ден, изутрината. Нешто за карактеристиките, нешто за драмите. Кејтеновиот син беше еден од оние мали бедници што во домот дојде без карактеристика, без никаков реверс. Проклет да бидам. Реверс. Со него работата беше уште полоша затоа што и на самите часови по карактеристика се однесуваше сосема незаинтересирано. Проклет да бидам. Кејтеновиот син часовите по карактеристика никако не ги вареше. Му застануваа во грлото како тврд залак. Еднаш си дозволи дремката да го совлада на часот. Проклет да бидам. Тој заспа. На секој друг час можеше човек и да си дозволи таков луксус. Воопшто не беше опасно на друг час малку и да се поспие. Дори се предпочиташе како нешто нормално, природно. Се случуваше да заспијат и нашите учители. Човек што се вели заспал. Например, Метеорот, нашиот професор по географија, другарот Секуле, не еднаш, не два пати имаше заспано. Среќа што не му ги бележевме деновите. Проклет да бидам. Ќе се порасправаваме малку околу Земјата и Сонцето, околу фактот дали Земјата се движи околу Сонцето или Сонцето околу Земјата. Еднаш Земјата се движеше околу Сонцето, а друг пат Сонцето околу Земјата. И по една таква жестока препирка ќе си легнеше. Но најпрво, откако ќе измешавме се, од кога целиот небески свод ќе го удревме наопаку, Метеорот помирливо ќе речеше: добро, де будалчиња едни, што сте запнале толку? Што е тоа најважно? Сонцето или Земјата? Земјата или Сонцето? Све едно. Важно да знаете дека се движат, нешто се движи важно, доволно е толку. Ќе речеше и ќе си прилегнеше. Со еден збор, објаснето беше се умно. Проклет да бидам. Умно. Еднаш заспа точно на Марс, проклет да бидам, во самото предавање заручка. Така занесно вареше, клокот истрича секоле чиниш грнче со граф, толку беше занесно што не понесе и нас. Полека лека си легнавме на клупите, си ги испруживме ножулињата од клупа до клупа, сонот како кивавица се ширеше. Набргу сета учил напредеше, во воздухот се слушаа секакви звуци, хорови, музики. Проклет да видам. Тоа ти беше оркестар, опера. Мирно си пловевме по добродушната планета Марс, ги освојувавме небото и сета природа. Но тоа беше час по географија, природно. Ела на татенцето така да му заспиеш, на часот по карактеристика. Враг беше стариот, а и часовите тој умееше да ги направи богати, со содржина, многу интересни. Како тој знаеше да подбуцнува, да направи некоја сплетка? Проклет да видам. Потоа со векови ја отплеткувавме.
Татенцето така мајсторски ќе ја извезеше сета работа се колнам, потоа и самиот ѓавол беше втеран в шише. Најпосле, во тоа се криеше и самата смисла на предметот. Се настојуваше што позамрсено да се изнесуваат работите, понејасно, проклет да бидам, сплеткано. Никогаш човек не знаеше што и за кого се однесува случајот. Кој беше армијата, кој честниот, кој грабаше, а кој чуваше. Ајде сега расплетувајте, пронајдете ги главните лица, кои се, колку ги има, каде се и како се поврзале со нечестото дело. Проклет да бидам. Вие можете со векови да мозгате и пак да останете на истото место, ни чекор напред. Се колнам во најголемиот број примери тоа да ти биде истиот, тој што грабал и тој што чувал. Проклет да бидам. Истиот. Но, дали е тој виновник, беше следното прашање на кое застанувавме како пред зид. Да се растресе сиот негов живот, ќе речеше татенцето и почнуваше да раскажува. Од подпазова му паѓа ордени. Што мислите сега, другарчиња, дали е виновен? Татенцето директно го поставуваше прашањето. Потоа, ние редум секој по своето знаење одговаравме. Да, бил виновен таквиот човек со ордени. Не бил виновен, не имал такви заслуги, лесно е да плукнеш на човека, тој се борел. Да, тие што се бореле се честни. Се колнам, да. Не, некој улово детенце се спротиставува. Не, вели и не попушта. Ако сакате откорнете му го јазичето, тоа пак ќе рече не, да, не, да, не. Колку да, колку не, 10, 15, 20, не. Гледано по одговорите, тој човек испаѓаше виновен. Татенцето незадоволно ја нишеше главата, општо беше незадоволен. Главата како да ви е полна со песок, велеш. Ништо не ви останува во неа, па затоа си го засокуваше мустаќот и неуморно почнуваше отпрвен. Но тоа беше само во почетокот. Потоа и каменот и дрвото ќе сватеа вистината. Проклет да бидам, вистина. Подоцнежните одговори беа јасни, чисти. Мораме да признаеме, околу објаснувањето на сите тие прашања, татенцето доста не испоти. Треба уште деноноќно да се работи, велеше незадоволно сумирајќи ги резултатите. Ќе земеше воздух и почнуваше од самиот почеток. Нови примери истакнуваше, по втор, по трет, по 13 пат ни изнесуваше биографијата на заблудениот другар. Тој бил ангел, ние сме живееле во голема заблуда, слепци. Подобро на човека да му се подкасне јазикот, отколку да живее во заблуда. Што мислите сега, пилчиња, на крајот, прашуваше татенцето. Виновник ли е овој другар што грабал? Првиот, не. Тој што грабал не е никаков виновник. Вториот, не е виновник, напротив, тој е чесен човек, мислам. Проклет да биде, малиот ѓавол мисли. Третиот, не. Четвртиот, не, неговиот лик на борец, градител. Петиот, не. Шестиот, седмиот, осмиот, 18-тиот, сите, не, одговаравме во хор. Како сега да ми е пред очи среќното насмејано лице на татенцето. Сполајти, Господе, тој беше среќен. Зошто, како, никогаш тоа не го разбрав. Важно беше едно. Сите не. Тоа е вистината, соколи. Толку убаво сега сте навлегле во содржината, во идејата, заклучуваше победоносно, гордо. Може би ќе беше подобро човек да можеше за се така да одговара. Не и точка. Проклет да бидам. Не. Ѓавол да го носи срцето, тоа не разбираше секогаш. Не беше послушно срцето, не можеше секогаш така да одговара. Тешко нему. Тогаш се почнуваше од почеток. Нека пукне срцето кога е улаво. Немаше веќе крај на сета таа работа, се колнам. Сите тие часови со сета своја бесмисленост, со сета своја глупост, како отров действуваа врз нашите детски срца. Ние умиравме за една друга љубов, за еден друг збор, толку денови, ноќи, векови го баравме тој извор, а ваму со брливи работи ни ги полнеа главите. И колку тоа да беше смешно и невозможно и туѓо, набргу за голем дел од децата стана вистина. Најстрашното беше што ние почнавме да веруваме во таквите бесмислици.
проклет да бидам, безсмислица. А веднаш до нас беше една заборавена, спржена вода. Станавме глуви за гласот на големата вода. Се колнам, го изгубивме патот кон Сентерлевиот рид, проклет да бидам. Векови живеевме со тие слепи нешта, темни. Мал беше бројот на оние деца што веруваат дека и луѓето што немаат карактеристика значат нешто. Може би и тиете толку многу страдаат, исто толку љубат, исто толку се наши пријатели. Мајко моја, луѓето што немаа карактеристика или што им беше бележана, беа наши непријатели. Проклет да бидам. Непријатели. Во домот за еден од тие нервни мајковци се броеше и Кетеновиот син. Тој дојде без карактеристика, потоа и без неа си појде. Ништо, велеше татенцето. Ние ќе ти створиме карактеристика, Кетен. Магар е едно, мрзливец, за ништо неспособен. Што? Што си направил? Бадијала го јадеш левот, бездарник. Со најнавредливи зборови го удираше секој час, просто го газеше. Рече си немаше час да не го дигне од местото, да не го распрашува, да го тормози на секаков начин. Се знаеше. Татенцето го имаше земено на нишан и во овој случај ништо не можеше да му се приготви. Проклет да бидам. Сакаше да направи човек од Кетеновиот син. Овој пак одговараше секогаш исто, со досада. Се предзеваше, најкратко што може, со половина збор, се служеше со кратеници, што потоа мора да се толкуваат, намерно, лошо, незаинтересирано. Понекогаш беше и пакосен и зол кон татенцето, се подсмеваше. Не разбирам, говореше. Другар Аритон Јаковлевски говореше, не разбирам како таков човек може да си дозволи Аритон Јаковлевски, а ако веќе ја пуштил раката, тоа е пример гулапче. Господи, како не можеше да го разбере тоа, сите се чудевме. Тогаш дури и јас го замразував, ми беше далечен, туѓ, непријател, проклет да бидам. Кетеновиот син ми беше непријател. Во тие часови тој беше сосема сам, напуштен од сите. Човек без карактеристика, измачен од ужас. Од сите страни го удира непријателски погледи, презир, злоба. Тој мораше сето тоа молчејќи во себе да го поднесува. Мораше постопати да стои на час во аголот, одделен, показна. Не верувам нешто повеќе да го доболе во домот од тоа понижување што требаше да го поднесува на секој час по карактеристика. Оној час кога заспа, чашата беше преполна. Конечно, сите бевме против него. Немаше ни едно единствено срце на негова страна. Проклет да бидам. Виде. Прв пат, покорно, послушно ја наведна главата, како да не беше тој Кетеновиот син. Проклет да бидам. Какви луѓе требаше да израснеме ние, за какви луѓе не подготвува со оглавник приврзани за карактеристиките. Тоа еден Господ го знаеше. Потоа часот по карактеристика веќе изгуби дел од својата сила и неприкосновеност. Борбата за нови карактеристики беше уште пожестока, помачна, проклет да бидам. Добивме толку многу карактеристики, убивајќи толку многу човечко, летавме за пароли, стрелајќи во птиците. Неочекувано во сета таа игра се вмеша и Кетеновиот син. Проклет да бидам. Кетеновиот син карактеристика. Татенцето беше восхитено од Кетеновото несување, со право си припишуваше најголема заслуга. Не еднаш задоволно ќе нишнеше главата гледајќи го препородениот син, ќе речеше, така соколе, да ми те видам во општиот строј. Кетеновиот син дури доживеа и пофалба, беше истакнат, се колнам, ликуваше. Што се однесува, што се случува со него, што смислил, ме мачеше. И ден и ноќе оваа мисла никако не можеше да се дознае што им подготвува. Проклет да бидам. Ако тој мируваше, ако беше стопен во општиот строј, садеше тој некакви краставици за управата со поинакво семе, но тоа беше тешко да се открие. Каде отиде Кетеновиот син, мојот пријател, не еднаш потоа го барав.
Се вратив на секое катче каде можев да го најдам, но тој се губеше како се што почна да се губи на земјата. Повторно почнав со часови да го испитувам секој дел на зидиштето. Тоа студенило што се всели во Кетеновиот син и моето срце. Ја прислушкував големата вода, го чекав нејзиниот глас. Се во домот како да беше мртво. Дури и во катчето за лов беше мртво. Никој повеќе со никого не тргуваше, никој во никого не веруваше. Зидот беше повисок од секогаш. Проклет да бидам. Се беше заградено со зид. Никој не знаеше каде отиде пријателството, погледите, човечката убавина, добрината, големата вода, сонот, желбите. Сентерлевиот рид, птиците, сонцето. Какво е ова време, без ветар, без дожд? Што не зашумат светлите води на пролетта? Какво е ова суво, јалово време? Овој голем снег што ни ги затвори патиштата. Ова темница низ која миневме како сенки непознати. Ова отровна прав во очите. Каде отиде таа златна светлост од окото на Кетеновиот син? Каква е оваа лага што не покорува, што не разделува? Тој се однесуваше како воопшто да не ме забележува, како воопшто да не го забележува зидот и се она што не обкружуваше во домот. Се преправаше како вистински да се препородил, како вистински да се нашол во рајот. Проклет да бидам. Рај. На сиот глас можев да чуем како се дуе пред момчињата, изигрувајќи среќен човек. Јас знаев. Се колнам сите тие безмислици, тој не ги зборува напразно. Тоа беше негова голема игра, најголема и не ми се допаѓаше. Се плашев за секој ден. Треска ме тресеше од таквото однесување на големото препородено момчиште. Јас со сигурно можев да предпоставам дека тој ѓавол ќе се преправа спремајќи се за иднината. Но каква можеше да биде неговата иднина? Нашата иднина? Едно беше јасно. Јасно како пролетно сонце. Тоа со сигурност би била и последната казна за Кетеновиот син. Би можеле да го убијат како мува. Ме погоди таа мисла и јас занемев во часот. Господе Боже, би можеле дури и самите деца да го убијат за одмазда? Колку тие се измачија борејќи се со него во се за да не изостанат. Се колнам, беше подобар и од оние со најдобри карактеристики, душата им ја извади. Да, тие би можеле да го убијат, ми светна. Сигурно тие ќе го убијат. Во тоа тие беа повешти од него. Мразници ми полазија по жилите. Го изгубив сиот мир, сиот сон. Методија Гришковски и другите никогаш нема да му ја забораат представата со ранетиот партизан, изведена по истоимената драма. Проклет да бидам. Драма! Ќеден представуваше партизан, заробеник, ранет борец, а Методија Гришковски фашист, стражар на затворе. Методија Гришковски, кој во се дотогаш беше прв и со најласкава карактеристика, во друг случај да го убиеше, не би прифатил таква улога, но сега тој се согласи од подла, гнасна побуда. Имаше тепање. Улогата му даваше шанса пред сите на мртво да го претепа ранетиот партизан, Кетеновиот син. Будалиштето уште пред тоа се остреше, се фалеше дека ќе му пушти масло на Кетеновиот син. Немаше зошто да не му веруваме на кучето. Зар Кетен ќе седи со скрстени раце, подбуцнуваа други, и тоа на драмата и даваше особен уметнички интерес. Проклет да бидам, уметнички. Сите чекавме, сите бевме во треска, колку се наближуваше денот, толку бевме понеспокојни. Оној фалбаџија Методија Гришковски, тој најголем подлизур кон најпосле на повеќето им беше дојден до нос. Проклет да бидам, тоа беше драма на живот и смрт. Колку ранети несреќни го очекуваа расплетот, се колнам, тој ден некој мораше да умре. Представата почна доста свечено, со молк. Во полутемница на мало, бледо светло. Пред затворот фашистички војник. Чекори, тешки, убиствени чекори. Од затворот, од време на време, доаѓа слабо, но храбро пење на ранетиот партизан. Пењето е се погласно, светлото се поголемо, тоа се повеќе му ги боде очите на фашистичкиот стражар. Се нервира, тупа со чизмите, вели, ше престанеш бе мрснико или не?
Ранетиот партизан со песна му одговара: "Сакате ме колете, сакате ме бесите, јас не престанувам и во гробот ќе се борам, да си знаеш, ќе пеам", му одговара мощно храбро. Ще пееш", упрста на Методија Гришковски, го извлече од ќелијата и на најмизерен начин почна да го гази ранетиот партизан. Бездушно со штикот почна да му ја дупи главата, рацете, нозете, да му ги вади очите. Другарката Оливера Срезовска, одговорна за представата, од позади завесата, тој час плесна една кова крв, растопена црвена земја и по целата сцена потекоа потоци од ранетиот партизан. Но тој мажот пак запеа, проклет да бидам. Сиот во крв запеа, се колна и ги запали срцата, пееше: "Ој фашисти, проклетисти". Тоа беше врав. Тогаш глупавиот Методија со тешката чизма му згази на вратот и му рече: "Абе, оште ше пееш, ше те обесам." И ни 5 ни 6 зеде едно јаже и го фрли на таванот. Проклет да бидам. Ќе го обеси. Почна главата да му ја става во бесилката. О, Боже, што се мораше да претрга кутриот Кејтен. Сега веќе немаше каде. Јажето му беше околу врат. Не, избезумено викна некој од децата. Не, излудеа сите деца. Проклет фашист, бездушник, крвопиец. Од секаде летаа најлути протести, дрва и камења паѓаа врз главата на Методија Гришковски. Сите одред станавме од местата со стиснати тупаници. Проклет да бидам, со стиснати тупаници. Во полната чаша Кетинер дотури последната капка. Ги ококорави очите, се свисна. О, ѓаволскиот артист. Ги подаде кон на скрвавите раце и тихо, болно рече: "Другари, умирам. Да живее сладката слобода, да живее револуцијата, долу тиранијата, смрт на фашистите." О, Боже, тој тоа така го рече што ние моравме да уверуваме. Излудевме. Беше артист, партизан, беше ранет, умираше. Се колнам. Занебевме сите кога од своето место на предната клупа, како изгорен, со револвер в рака, скокната тенцето, кој како најлудо птичиште крикна: "Проклето фашистичко псето, нема да бесиш!" Го напери полниот револвер право во несреќното момче Методија Гришковски. За среќа метеорот тој час се покажа многу присебен и храбар, нека му е лесна земја на тие чудни, незабележани херои, изгазени човечиња, секогаш настрана, фрлени. Се колнам, среде огнот се исправи и го зграбчи во своите прегратки Методија Гришковски. Божем го задавал, му рече: "Умирај, будалче, ако ти е мил животот, мораш да умреш, фашисту." Тоа малку го смири татенцето, рече: "Сигурно тоа ќе биде најправедната казна. Како можеш со тоа анџариште да го бодеш, проклетнико ни заеден? Джигерите, златното срце да му го видиш, милите очи, кожинката да му ја дереш." "Убиец!" одекна во големата северна соба. "Па тоа не е никаков штик, татенце, тоа е метла, куњската метла." Кутриот Методија Гришковски се обиде да се одбрани. "Молк," умно му рече метеорот, "самиот си виновен, претер, глупаво момче. Фашист, смрт, ти убиваш, колеш, бесиш, смрт." Сите негови карактеристики тој час паднаа во вода. Проклет да бидам, во вода. Сигурно тој тоа никогаш нема да му го заборави. Во болка, раскрвавен како ранет од звере, секој ден ржеше, на секое место во домот го демнеше Кејтеновиот син. Се спремаше за најстрашна одмазда. Проклет да бидам. Токму тоа, одмазда. Секоја ноќ ја дочекував кред зидот. Понекогаш и од кога ќе си легнеа децата, се искрадував и како сенка, како шумоглавено живинче лунзав кред зидот. Дури доцна во ноќта се прибирав одвај. Со тешки нозе како да се враќа во дуправата, како прекршен се влечкав врз скалите. Проклет да бидам. Низ темните дотраени скали на домот. До третиот кат, во северниот дел, до проклетата спална. Како може да измислат вакви кривулести, високи, темни скали за немоќни луѓе и слаби деца? Прв пат на глас сакав да рикнам:
Кетенов сине, сакав да викнам. Кетен пријателе, сакав да го пробудам. Бегај од домот, тие ќе те убијат. Кетеновиот син, како да го чул мојот задушен глас, ме чекаше на една од горните скали. Пју, ми направи како птица. Ме исплаши и почна на глас, на негов начин да се смее. Бегај, му рекол. Оди од домов. О, Леме, малечок Леме, рече. Зошто не се прибереш? Зошто не спиеш, Леме? Да спијам, реков. Како да спијам, пријателе? Стегни ги забите, Леме, и сонувај. Рече се така смејќи се. Не можејќи да не се смее. И како секогаш почна муцката да си ја трие со рацете, да се премислува, да се оделува со мислите, да патува. Како подкосени, како некој во корен да не пресекол, се струполивме на скалите. Веќе беше доцна ноќ и домот тонеше во онаа позната глувост. Се чинеше смртта тука одамна е гостин и дека тука се изгубил и последниот зрак на живот. Сите ние сме мртви. Сенки.